Пошто прошлава недела ги згази Клиперс со 43, Далас со 35 и Пеликан синоќа со 34 комада, оваа епизода во целост ја посветуваме на човекот што ги скрши срцата на пола Тексас, сингл-хендедли ја воскресна кариерата на Вера Матовиќ и ги научи америте дека кошарка се игра со мерак пред се. Музика, туш! Глуво е доба, удала заспале, осеќам страшна партија на Лука. Откако дојде во Лос-Анџелес, светот го преврте наопачки без мука, jer je најачи од сите, нема гајле, а плюс и ослабен се одрекол од пиво. На тренинзи со кралот од Сабајле, маваат стекови со ориз фала Нико. Фала Нико, веруjem, дека игра во Лейкерс. не веруjem, Уште ми е чудно, веруjem, дека игра во Лейкерс. не веруjem. Стани ајде, доста спиеше. Дончичот вчера им здрви 40. Полека, но сигурно се движеше. Стебекови пасови со мижење, крозно, зело, пасиде у празно. Дури Джексон Хейс го напрефаца. Нек се чудат, сон ли е ил стварност. Ако го видам негде, нико ќе го бацам. Веруjem, Дека игра во Лейкерс. не веруjem, Уште ми е чудно, веруjem, дека игра во Лейкерс. не веруjem. Ова не е можно. Да не се палиме многу, сезонава малце тешко со ванземаљците од Оклахома, али да испратиме Абер за лето господово 27-ма, на Роб Пелинка да му се позатат руките, да се поклопат коцките уште еднаш, зошто да не, па да го видиме и Џокерот во Холивуд. Ле, замисли ги двајцата, оро играат усред Лос-Анџелес пред утакмица, Доста сањаш, време е за топ тенката. А оваа неделна топ листа ја отвараме со Стивен Адамс, дрвосечачот, кој со овој хака денс на обете страни го тури целиот тим на Јута Джез у малиот джеб. Let's Get Busy со Фили и Пол Џорџ, кој го собра од падокот, го најде Мекси горе на 3, а овој без око да му трепне ја збрца без коски за продолжение против Атланта. А уанаби наследникот на Дончич од Мавс го фати зубац на препад, па му ја здрви меѓу кецови, да се чуди што го снашло. А Лука синоќа беше нешто гладен изгледа, па тој 14-ката од Пеликанс 2-3 пати го праќаше по бурек, у еден напад, пред да му ја сервира на тацна на Хейс. На Леброн пасот меѓу двајца до Ривс беше малку боле од овој на Лука, па затоа го гледаме на место број 6. Кој го бараше Никола бе? Еве го на место број 5 со 2 феноменални асистенции против Сан Антонио. Не го збора многу дека изгубија утакмицата. И Пистонс изгубија од Орландо, али оваа намерна утка на Кейт заслужува да се види уште еднаш. Не знаеш тука што е боле, дали пасот од обруч или бананата на крајот. Дончич Domination. Уште не се расониле овиот Далас, Лука се мушна меѓу двајца, па му фрлил лоп на стариот кој уште скока да сибе векот. Задните две места се резервисани за 2 гейм уинери. Па идеме прво со Spicy P, кој го смири разузданиот Биг со овој мид-рейндж у задња секунда. А на место број 1 пак го гледаме Сијакам, ама у незавидна ситуација. Како се мачи против Брендон Инграм или Notorious B.I.3, кој што го викаат у Торонто. Game over. Тоа е се, драги гледачи, за ова неделно издание на NBA Action со Никле. Ставете лайк и сабскрип и се гледаме наредна недела. Позз!